Можем? Добро, благодарам. Почитуван заменик министр, почитуван подпредседател, почитувани колеги. Кратко по однос на овој ребаланс на буџетот, тоа што го споменав и во вчерашното излагање, ќе почнам и од тука и денес. Тоа што Меѓународниот монетарен фонд се уште нема аранжман со владата, покажува дека нешто не е во ред. Дали не одат добро преговорите заради владините податоци, дали не одат добро преговорите заради сомнежи кај Меѓународниот монетарен фонд или можеби комбинација од двата овие фактори, но во секој случај, кога правите еден ребаланс, добро е да го имате веќе аранжманот кој што го најави владата или го очекува, за да може ребалансот да биде добро испланиран и да ги покрие сите обврски на државата кон граѓаните, стопанството и сите други институции. Прво, сметам дека со овој ребаланс граѓаните се, би рекол, загрозени по една основа, и тоа сите без исклучок, стандардот на живење. Со овој ребаланс се гледа дека стандардот на живење е најсериозно нападнат во изминативе, би рекол, 12 месеци, особено во последниве неколку месеци во текот на оваа година, а во добар дел тоа е одговорност на владата, на министрите, како и другите државни институции кои што лошо располагаат со буџетот и што го имале досега. Манипулацијата која што владата ја предвидува или сака да ја представи со овој ребаланс е дека оваа година ќе имаме стапка на инфлација од 7,2%. Човек не мора да биде голем статистичар, доколку се земе просекот на инфлација досега и како се одвива изминативе месеци, ние гледаме дека стапката на инфлација денес номинално е 14,5% според Државниот завод за статистика, а според она што го гледаме во продавниците, во пазарот на услугите и на сите други места, енергенсите и слично, веројатно стапката на инфлација е и поголема. И нема никакви најави, ниту пак мерки или проекти кои што можат да не убедат дека стапката на инфлација ќе биде контролирана. Опозицијата предложи на неколку пати чекори кои што сметавме дека ќе помогнат и во намалувањето на инфлацијата, но исто така и во заштитата на животниот стандард на граѓаните и ќе олеснат дел од трошоците за стопанствениците, а тоа беше намалувањето на акцизи и на даноци кои што се однесуваат на енергенсите, на горивата, на бензинот и на тие ставки, но за жал владата не се откажува, бидејќи од високата цена на овие енергенси владата капитализира со добивка во буџетот која што не се чувствува во стопанството. Пред 6 месеци владата имаше проекција дека државата ќе има 4,3% буџетски дефицит. Денес имаме корекција дека овој буџетски дефицит ќе биде 5,3%, што е во само едно полугодие промаршување за 1%. Не би ме изненадило доколку во септември или октомври имаме нова корекција од владата и кажат дека во текот на оваа година ќе имаме 6, 7 или 8% дефицит. Се ветуваше раст на бруто домашниот производ од 4,6%, ова зборам исто така во прогнозите на владата пред 6 месеци, а денес таа прогноза за раст на БДП се намалува за на 3,2%. И тоа покажува дека владата нема концепт и нема механизми таа да ја движи и да ја менаџира ситуацијата во стопанството, во буџетот, во економијата, во растот или во инфлацијата, туку напротив, стихијно се однесува кон овие појави и со своето неуспешно работење истите ги подгрева и за жал ги прави понеповолни за граѓаните и за стопанството. Вкупниот раст, дека ова не е инцидент, вкупниот раст на бруто националниот производ на Македонија од 2017 година до денеска е од прилика 5,5%. И македонската економија со оваа власт на годишно ниво, ако го поделиме овој раст од 2017 година до денес, има раст од
1% годишно. И сега некој тука ќе каже дека војната во Украина, агресијата од Русија и разни други надворешни фактори, но овие надворешни фактори не влијаат само на Македонија, влијаат и на Србија, на Албанија, на Косово, на Босна и на другите држави, но еве ќе ви ги кажам нивните бројки. За разлика од неуспешниот економски раст во просек од само 1% годишно, за споредба Србија има годишен раст од 3,5%, Албанија има годишен раст од 3%, Косово има годишен раст од 3,5%, Босна и Херцеговина има годишен раст од 2,6%. Што значи дека Македонија е најлошо рангирана во регионот, гледано во просек, иако многу од овие економии што ги споменав се и по-силно трговски и економски поврзани со изговорот кој што владата често го користи, а се однесува на Украина, на Русија. Во првата половина од оваа година потрошени се само 140 милиони евра за капитални инвестиции, а има дефицит од 260 милиони евра. Тоа што зачудува е што најголемиот приход владата го има од акцизи и затоа не сака да се откаже или да го прифати предлогот на ВМРО-ДПМНЕ да се намалат акцизите за горивата и за енергенсите, бидејќи добива речиси 8 милиарди од акцизи, а од ДДВ 22 милиарди. Од данокот на добивка се добиваат само 6 милиарди во буџетот и ова е затоа што приватниот сектор се наоѓа на многу ниски гранки, стопанството е под сериозен притисок, многу фирми затвараат, особено тие кои што се помали и средни предпријатија. Инаку во економија која што е развојна или држава која што и помага на економијата и во кризни моменти, би требало данокот на добивка да биде најголемата ставка која што ќе ги носи буџетските приходи. Овој ребаланс докажува дека Македонија во моментов економски е во најнеповолната ситуација споредено со можеби 92 или 93 година. Од тогаш до денес не сме имале толку лоша економска ситуација и доколку се проложи во оваа насока, а ребалансот не ветува ништо ново, Македонија забрзано се движи кон значително суштинско намалување на животниот стандард, кога збориме за граѓаните, нивно дополнително осиромашување, обезвреднување на вредноста на валутата во нашите самопослуги, на нашиот пазар на услуги за секој граѓанин, без разлика каде припаѓа или каде се наоѓа во овој момент, социјално, политички, етнички или било како. И на крајот од криштата, со овој ребаланс, само се потврдува дека допрва следуваат не само тешки, туку уште потешки денови за стопанството во Република Македонија. Имаме историски невисока инфлација, имаме највисок јавен долг, за жал имаме експлозија на цени на основни прехранбени производи, имаме едно несигурно и, би рекол, некоординирано менаџирање на овој дел кај прехранбените производи, кога владата нема континуитет во тоа што се нарекува политика на маржи, па нивно замрзнување, одмрзнување, во одреден рок, па потоа поништување на тие ограничување на маржите и мислам дека се прави со тоа дополнително несигурност на пазарот и за самите трговци кои што во стопанството се занимаваат со тоа, но особено за граѓаните. Споменав дека имаме веќе прескапи горива и струја, но она што е најбитно е што според мене имаме и најмала вредност на месечниот приход, пресметана во трошоците и потрошувачката кошница, која што според Сојузот на синдикати на Македонија и според Државниот завод за статистика гледаме дека енормно и незапирливо се зголемува со секој изминат месец. Владата сама призна, дури еднаш и самиот премиер, кој што претходно бил добро упатен во Министерството за финансии и ангажиран во таа институција, напиша на својот
Facebook профил како пофалба дека власта детектирала во буџетот 100 милиони евра непродуктивни трошоци кои што сега решила да ги скрати. И сега замислете, тоа го кажува председателот на владата, кој што тие 100 милиони евра непродуктивни трошоци не ги забележал во декември минатата година. Тоа е еден, би рекол, поразителен однос на самиот премиер, особено ако се има предвид дека истиот учествува во креирањето на буџетите во Министерството за финансии во претходниот период. Тоа остава впечаток дека Министерството за финансии и тој лично смислено оставале стотици милиони евра за непродуктивни трошоци, за денес кога гледаат дека веќе состојбата станува безизлезна, за голем дел од граѓаните и стопанствениците да кажат дека владата 6 месеци покасно од предвидувањето на овој буџет забележала дека стотици милиони евра биле непродуктивни трошоци кои што не ги забележала на крајот на минатата година. Токму затоа ваквите непродуктивни трошоци доведоа до тоа во изминативе година дена околу 3800 компании да ги затворат своите бизнеси и пак ќе повторам, овие компании за жал во најголем дел се компании со помал број на вработени, мали и средни предпријатија кои што во голем дел од земјите, од обкружувањето и од Европа представуваат движечки предпријатија за секоја економија. И токму заради ваквите непродуктивни трошоци, од прилика околу 900.000 граѓани во државата живеат со 150 денари на ден, кои што им се на располагање за нивните животни потреби. За жал сметам дека ова е поразително за коалицијата која што ветуваше дека ќе донесе живот за сите, но сега гледаме дека има само еден потежок живот за сите, поскап живот за сите, живот со галопирачка инфлација и живот со нарушен животен стандард за секое семејство. Тоа што дополнително сакам да го истакнам е покачувањето и покрај тоа што владата тврди дека скратила дел од непродуктивните трошоци, сепак гледаме дека не се откажува од дел од тие непродуктивни трошоци, особено кога станува збор за непродуктивни, би рекол, вработување или договори на дело. Тоа што се блиски и лично и по партиска линија, директорот на СОЗР и председателот на владата, може да биде само едно мало објаснување зошто има покачување од 38% кај службата за општи заеднички работи во делот на администрацијата. Тоа покажува дека оваа блискост, за жал, на оваа институција ќе и даде дополнително зголемување од 38% во буџетот за да склучува договори на дело и со тоа може би да реши привремено со вработување според договора на дело на 300, 400 или 500 блиски соработници на премиерот или на партијата на власт, но за жал дополнително ќе отежни на целата администрација, на сите оние кои што плаќаат данок и на стопанството кои што ќе треба да ги трпи и да ги поднесе ваквите непродуктивни и недомаќински трошења. Исто така, гледам дека во ставките кои што се предвидени за повеќе институции, има зголемување на ставките за грејење. Некаде се 50%, некаде се 80%, некаде се и до 130%, зголемување на ставките за грејење на институции, објекти, установи, и ова создава една загриженост, бидејќи се работи за институции кои што и претходно сме ги имали, за кои претходно се предвидувале расходи во буџетот, но загриженоста е дека со ова владата најавува, иако е можеби незабележително, за јавноста во овие политички дебати кои што го одвлекуваат вниманието, владата најавува дека можно е цената на парното грејење, па и на другиот вид на загревање, следниот период токму за овие зголемени проценти да значат и зголемување на самата цена и чинење на парното грејење, на грејењето на дрва, на грејењето на пелети и на сите други можни огревни средства,
кои што дополнително не само што ќе ги оштетат институциите и ќе им создаваат расходи, но повторно ќе кажам, најмногу ќе удрат по стандардот на граѓаните и најмногу ќе бидат натовар на стопанството, правејќи го дополнително неконкурентно, зголемувајќи ги притисоците врз стопанството, без владата да има реална стратегија како да им помогне на стопанствениците во овој тежок период. Исто така, зачудува фактот што во Агенцијата за стокови резерви, например, кој што пак директор на агенција е близок до другиот коалиционен партнер и таму има добри релации и односи, имаме покачување на отприлика 39% на ставката за договорни услуги, а ставката за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати е намалена за 17%. Во ваква ситуација, ако владата се повикува во секој втор говор на случувањата во Украина и Русија и агресијата врз Украина, би требало да биде обратно. Би требало ставката за нафтени деривати во стоковите резерви да е покачена за 40%, а да се скрати на трошоците кои што во Агенцијата за стокови резерви се трошат за договорни услуги, но очигледно е дека ова е спасот за одредени политички партии или групи кои што имаат подобар пристап до клучни ресори во власта, за да можат да се обезбедат средства за вдомување на десетина, 20, 50, 100 или повеќе нивни пријатели кои што можат привремено да ги решат со договор на дело, а за сметка на тоа клучните надлежности на тие институции, како што е ова на Агенцијата за стокови резерви, да бидат занемарени и да се намали процентот за обезбедување на задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати, но и другите задолжителни резерви кои што оваа агенција треба да ги има. Го разгледував и буџетот и ставките во Министерството за надворешни работи и гледам дека исто значително се намалува и ставката за амбасадите и за конзулатите, во време кога власта тврди дека ќе се вложат дополнителни напори за поголема дипломатска активност, но за жал со вака намалени ставки претпоставувам дека и онака, би рекол, скромните ресурси со кои што располагаат дипломатско-конзуларните представништва нема да можат да се ги извршуваат нормално своите активности, ниту пак да направат некои дополнителни екстра напори за обезбедување на поквалитетни информации или за обезбедување на подобар трговски или економски пласман на дел од стопанските субјекти надвор од државата. Тоа што дополнително имам да го споменам е што на овој ребаланс забелешки има и Сојузот на синдикати на Македонија и другиот синдикат КСС, кој што е синдикат кој што ги застапува интересите на вработените во управата. На овој ребаланс забелешки има и Организацијата на работодавачи, забелешки има и сите стопански комори. И мислам дека таквите забелешки се издржани. Доколку би биле само забелешки од опозицијата, може и да помине тезата дека опозицијата наоѓа некакви недостатоци во ребалансот, но гледам дека има широк број на општествени, стопански и синдикални актери кои што имаат сериозни забелешки на овој ребаланс и очигледно е дека имаат лошо искуство со владата и со ваквиот ребаланс веројатно имаат и лоши прогнози за нивните очекувања од стопанското оживење во Република Македонија. Власта им ветуваше на многу од овие организации и на синдикатите и на стопанските комори дека ќе им излезе во пресред и дека ќе ги вклучи нивните барања, но кога дојде време да се изјасниме за амандманите во собранието, токму владеачкото мнозинство и власта беа тие кои што ги отфрлија амандманите кои што значат подобрување на условите и на буџетот во однос на синдикатите, во однос на коморите и во однос на Организацијата на работодавачи. Толку би имал за почеток и би ми било драго да поразговараме и на прашања и реплики. Благодарам.